Представници на дел од урбаните заедници во Штип денес остварија средба со градоначалникот на општина Штип во врска со потребите за креирањето на буџетот за 2024 година. Од денес па во наредните денови започнуваме со средби со урбани заедници, со нашите сограѓани, кои што ќе ги предложат своите потреби, проблеми, идеи, предлози кои што се надевам дека ќе завршат во предлог буџетот и програмата за уредување на градожно земјиште за 2024 година. Ова е една навигација по која што ќе се движиме во следната година, но најпрво сакаме да ги слушнеме потребите и предлозите на граѓаните, кои што се надевам дека ќе бидат преточени во предлог буџетот за 2024 година и на тој начин да ги утврдиме приоритетите. Морам да напоменам дека и оваа година која што истекува сега, на тој начин ги креиравме приоритетите, се трудиме во рамките на нашите можности и капацитети да изреализираме што е можно поголем број на инфраструктурни зафати, објекти кои што се барање на граѓаните. Она кое што го потенцираме на секоја средба е дека за очекување на граѓаните е да се работи во нивната населба, во нивното населено место, но искрено не би можел да никој од нас да вети дека проектите кои што 50-30 години наназад не биле реализирани, дека можеме да ги опфатиме во една година, така да очекувам со една динамика да опфатиме поголем дел од проблемите, но не и решавање на сите проблеми со кои што се засегнати граѓаните и нашата општина, но верувам дека од година во година довербата кај граѓаните ќе расте, затоа што видливо е дека се случуваат промени. Можам да ветам дека во 2024 година проектите кои што ќе бидат предвидени ќе бидат сигурно процентуално повеќе од она кое што во 2023 година веќе кое што навршува го изреализиравме, така да тоа се нашите главни цели кои што ги црпиме од директно од ваквите средби кои што ќе ги организираме следните денови. На ваквите средби граѓаните ги произнесоа своите потреби за нивните населби, но и задоволството од веќе оствареното. 80% од програмата што беше за 2023 година е реализирана. Очекуваме уште еден дел, можеби до крајот на годината дека ќе се дореализира. Тоа се асфалтирање на сите улици со претходна промена на водоводна и канализациона мрежа. Станува збор за улица Браќа Даневи, улица Солидарност. Исто така побаравме за улица Сутјевска да се сменат тротоарските површини за поголема безбедност. Тоа се исто така среди. Се средува околу дворните места на зградите, влезовите на зградите, паркинг просторите, тротоарската површина. Очекуваме, значи, сите улици со претходна промена на канализационата и водоводната мрежа да биде се променето и после тоа да се стави асфалтна маса, мислам да се асфалтираат и да се направат тротоари. Сега за новиот буџет? За новиот буџет имаме предложено тоа од лани, не ни е нешто, уште некои работи, улица Широк дол треба да се заврши. Треба Цвета Јованова да се заврши. Мислам дека тоа беше и во претходната програма, некои работи што не стигнаа да ги направат, сега да ги направат. Потоа имаме паркинг простор во зградите позади градинката во близина на Туш. Пазарот треба да се среди. Просторот околу печурките исто така сакаме некако да се уреди тој простор, пошто представува голема депонија и неред во нашата населба, уште тоа ни е простор што не е среден. Во оваа година очекуваме дека ќе се прави булеварот Партизанска. Таму имаме од улица Никола Тесла, сакаме тоа е како крак од улица Сутјевска и тоа да се асфалтира. Очекуваме во продолжение на улица Партизанска спојот каде што е со скалите од улица Никола Тесла надолу на кај Баби, тоа е кај Макара, тој простор ако може да се реализира со поставување на потпорен зид, затоа што делува како града слика. Исто така, претходно беше реализирано кај улица Пиринска спроти дистрибуција, тој простор беше несреден, го средивме и очекуваме и таму на тие згради да се стави потпорен зид спрема улица Партизанска и да се уреди тој простор затоа што ќе е булевар и да има подобар изглед.